На Есад Зенуне од Куманово умерен аутизам му е дијагностициран на 2 години и 3 месеца. Првите симптоми што на мајка му и укажале дека нешто се случува со детето, биле кога Есад почнал прекумерно да јаде и постојано сам да седи во некој агол од собата, односно да не се игра со никого. Дека станува збор за болеста аутизам. Прво ја укажал психолог што го тестирал Есад во градинка, а потоа после детални испитувања на повеќе клиники, дијагнозата му е утврдена во Скопје. Есад сега е 8 оделение и учи во специјалното училиште Иднина во Чаир, но и покрај тоа што има 14,5 години, поради болеста секаде оди со придружник, а најчесто со мајка му. Тешко за мајка. За мајка многу е тешко да трчи со дете со дијагноза. Водим ка школу, водим ка на доктор, например, кај забната, правим термин, за 9 месеца, 10 иди дојде терминот. Каде идеш? Ги лечат зубови, му ставljат лек, за 2 недела му пада лекот. Да идеш приватно, ти кошта 3.000 еден зуб. За овие деца тешко е да живиш без работа, мајка да трчи по дете, да трчи по брат, само тато да работи. Тако нешто. Како и многу други семејства кои имаат деца со посебни потреби, така и Зенуни се соочуваат со финансиски проблеми, бидејќи станува збор за болест заради кои децата мора да бидат под редовна терапија. А сето тоа финансиски го оптоварува семејниот буџет, вели мајката на Есад, Фатиме. Таа апелира до надлежните власти целосно да ги ослободат од плаќање на партиципација за потребните лекарства, физикална терапија, но и придружникот на детето во болницата да биде ослободен, бидејќи според законот само до 3 години не се плаќа во болница за придружба на дете со посебни потреби, исто како и за здравите деца. Фондот крие нешто, подкрие нешто малко, например, овој за смирување рисетот и за развој овој депакинот, еден сируп, тој ми кошта доста тој, па пак мора да се снајдем да му купим за развој мозокот. И од држава малко е. Многу малко е тој. Значи са овие деца што треба повише да дават, да помагат. Да водим као Скопје секој ден у редовна школа, специјално редовна школа. Докторот кога го водим кај Сибота, вика иди на приватна. На приватна сега е 1500. 1500 само контрола. Док ти идеш, колку ќе ти кошта? Вежбањето само ми е на базентот, тој е ослободен, така ме примат вежбањето. Државата треба да овие деца да ги ослободи целосно и за болница, за доктор, за вежбање, физикална, за родител како придружник што сум ја како мајка. Треба да се ослободи све за овие лекови. Фатиме поради 24-часовната грижа за Есад нема можност да се вработи. Живеат од социјална парична помош и посебниот додаток што му припаѓа на Есад од државата. Месечно одвојуваат околу 3000 денари за лекарства од скромниот буџет со кој едва го преживуваат месецот. Фатиме се надева дека државата ќе има слух за овие деца и конечно ќе се измени законот за здравствена заштита.